Добар ден, 23 декември, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве кои настани го одбележаа денот. Се бориме за секое работно место. Нов проект за намалување на невработеноста. Ке се усогласуваат потребите на компаниите и понудата на пазарот на трудот. Сериозни се опасностите по здравието, пред се на децата од пиротехничките средства. Сериозни се и казните за нивните родители, но и за оние кои вршат трговија со петарди. Универзитетот Гоце Делчев објави оглас за специјализација и субспецијализација на лекари од јавниот и приватниот сектор. Над 40 лекари ќе изучуваат 19 специјалности и 3 субспецијалности. Преку форуми за работодавачите кои владата е во план да ги организира во сите општини, ќе се собираат информации од фирмите за слободните работни места, а воедно компаниите ќе бидат запознаени со професиите кои се нудат на пазарот на трудот. Проектот Се бориме за секое работно место е инициран од успешноста на претходните мерки за вработување, кои помогнаа стапката на невработеност на третиот квартал годинава да падне на 25%. Преку мерките од проектот Македонија вработува, до работа дошле 10.700 лица. И преку непосредните контакти со компаниите ќе се обидеме да обезбедиме точни, навремени информации за отворените и слободните работни места. Секој од директорите на центрите за вработување секој понеделник, среда и петок ќе имаат отворени денови во кои што ќе остваруваат средби и презентации, кариерно советување практично со сите активни баратели на работа. Овој проект е проект во кој што ќе продолжиме да ствараме доверба меѓу Агенцијата за вработување и нашите клиенти, а тоа се невработените и работодавачите. Опасностите од употреба на петарди и други пиротехнички средства денес им беа предочени на учениците во основните и средните училишта во Штип. Сериозни се здравствените последици од петардите, а високи се казните за оние кои ќе се веселат со употреба на пиротехника. За да се превенираат несаканите последици по здравјето, но и джебот на граѓаните, секторот за превенција на СВР Штип едукација на младите ќе изврши во сите општини на истокот. Злоупотребата на пиротехнички средства, односно петарди, најмногу изразена за време на новогодишните празници. Нивната употреба е опасна по здравието и животот пред се на најмладите, но и на сите останати бидејќи делува на органите за дишење. Оние кои ќе употребуваат нелегални пиротехнички средства и го нарушуваат јавниот ред и мир за време на празниците, се соочуваат со високи парични казни и тоа од 600 до 800 евра во денарска противвредност. Нарушувањето на јавниот ред и мир со карање и викање, потоа употребата на алкохолот, оддавањето на пијанството, употребата на пиротехничките средства, наркотичните средства, значи ги едуцираме децата како да не ги користат овие работи, да не ги прават овие прекршоци за безбедно да ги поминат новогодишните и божикните празници. Во Законот за јавен ред и мир каде што е опфатено употребата на пиротехничките средства, значи ќе им кажеме на децата дека таа употреба на пиротехнички средства представува прекршок од Законот за јавен ред и мир и казните, глобите, значи за тие нивни прекршоци кои ги прават, бидејќи тие се на таа возраст кога казните не се однесуваат на нив, но затоа казните се за нивните родители, каде што казната ако родителот поради недоволна грижа неговото дете прави прекршок, казната од 600 до 800 евра во денарска противвредност за родителите. Преку едукативни предавања може да се влијае на подигнување на свеста кај најмладите. Што за вас значи ваквите предавања? Па лично за нас тоа значи дека со ваквите предавања може да се постигне нешто, бидејќи сепак едукацијата за нас младите е доста добра, бидејќи и јас како поединец знам што се случува за време на празниците. Во пресред на новогодишните празници од Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи од Штип ќе вршат едукативни предавања на тема безбедно да ги прославиме новогодишните и божичните празници, во кои ќе бидат опфатени 1500 ученици од 8 и 9 одделенија од основните училишта и прва година средно. Денес за учениците од средното медицинско училиште Јане Сандански од Штип Одсекот за превенција одржа предавање.
Универзитетот Гоце Делчев Штип распиша оглас за пријавување на кандидати за 40 на лекарски специјализации и субспецијализации. Угада во овој циклус субспецијализации нуди кардиологија, травматологија и торакална хирургија. Штипската клиничка болница испраќа на специјализација тројца лекари, по еден во специјалностите гинекологија, педиатрија и уво, нос и грло. Во моментот на специјализација се 24 лекари од клиничката болница Штип, меѓу кои 4 се специјализанти на гинекологија. Проблемот на недостиг на специјалисти гинеколози во клиничката болница во Штип ќе биде присутен и понатаму, но со завршување на актуелните специјализанти се очекува да биде надминат. Овој турнус специјализации не го решаваат ниту проблемот со недостиг на онколози. Денес Универзитетот Гоце Делчев Штип го објави огласот за пријавување лекари за специјализација и субспецијализацијата. На Факултетот за медицински науки ќе можат да се пријават кандидати кои ќе специјализираат кардиологија, оториноларингологија, радиологија, неврологија, пулмологија и респираторна алергологија. Потоа болничка педиатрија, вонболнична педиатрија, интерна медицина, епидемиологија, акушерство и гинекологија, медицинска микробиологија со паразитологија, медицинска биохемија, општа и торакална хирургија, трансфузиона медицина, урологија и травматологија. Објавени и оглас за субспецијализации за кардиологија, травматологија и торакална хирургија. Се бара идејно решение за уредување на коритото на Кочанска река. Општината ќе награди и ќе ја спроведе во дело најдобрата идеја, која освен сегашните содржини, ќе понуди дополнителни елементи за разубавување и искористување на овој простор. Најавата на градоначалникот Радко Димитровски дека проектот за уредување на кеот на Кочанска река во централното градско подрачје ќе биде долготраен процес, кој можеби ќе го реализира некоја нова гарнитура на локалната власт, сама по себе зборува за каква чувствителна и истовремено сериозна одлука станува збор. Тоа што на проектот му се дава засега неопределен период за реализација, потврдува дека никој нема намера на брзина да го преобрази речното корито со постоечката инфраструктура и да им го наметне на граѓаните како своеволно решение. Туку целта архитектите и секој жител на Кочани да го направи тоа што е најдобро и што ќе опстои и трае со децении. Со конкурсот што го распиша општината практично е разбудена креативноста на заинтересираните. Конкурсот за давање на идеи е распишан од прилика пред 20 на дена и трае некаде до средината на месец јануари наредната година. Со овој конкурс ние како општина даваме награда за идејно решение, значи им фрламе ракавица на архитектите, градежниците и другите заинтересирани кои што можат да предвидат покрај сегашните содржини кои што ги има во Кочанска река, да предвидат и нови содржини, бидејќи Кочани е едно од ретките места во Република Македонија каде што имаме обилна количина на вода во текот на целиот летен период и сакаме да таа вода ја искористиме. Дали ќе биде искористена за шеталиште, дали ќе биде за детски катчиња, дали ќе биде за некои други активности, дали настрешници, дали ресторани и така натаму, седешници, тоа оставаме на архитектите. Значи, од тие идеи кои што ќе ги дадат, наредните генерации, односно наредните они кои што ќе дојдат на ова место, можат да изберат кој од проектите ќе се реализира. Било со средства од буџетот, било со некои други разноразни донацијски средства кои што ги има, дали од државата или надвор од државата. Природата и човекот низ годините наназад од кеот на Кочанска река создале своевиден предпознатлив символ на градот, кој се прослави со својата чистота и убавина. Затоа во секоја нова идеја на архитектите и другите креативци ќе мора да се зачува значаен дел од автентичноста, а современите сегменти да ги задоволат потребите на новото време и сваќањето на новите генерации. Инаку и претходните генерации размислувале со што да ја надоградат убавината на кеот, па поедини локални фактори одамна имале идеја да инсталираат фонтани и водоскоци долж централното корито, но таквите идеи се изгубиле некаде. Годините пред нас ќе дадат одговор на прашањата поврзани со уредувањето на кеот, а граѓаните се тие кои треба да го аминуваат секој сегмент од овој естетски и функционален проект на Кочанска река. Покрај водата, тревата и камените ѕидови, овој атрактивен простор може да добие многу повпечатливи содржини за воодушевување на кочанчани, но и на многобројните посетители.
Локалната самоуправа на општина Штип во текот на оваа година има спроведено 84 тендерски постапки за проекти, сервиси и услуги. Минатата година, 2014, биле спроведени 107 тендерски постапки. Бројот на тендери годинава е помал заради проектите кои започнаа лани и се со рок на реализација 2 години. Деталниот извештај за реализираните тендерски постапки локалната самоуправа го има објавено на веб страницата на општина Штип. Во поглед на вредноста доминираат спроведените набавки за обнова и реконструкција на инфраструктурата, како што е асфалтирање на улици и слично, при што во текот на годината спроведени се околу 40 постапки, потоа постапки за набавка на канцелариски материјали, интернет, ученички превоз, набавка на хартија, дезинсекција и дератизација, стручен надзор, елаборат и многу други постапки за услуги и сервиси. Во поглед на инфраструктурата, со неголема висина се тендерските постапки за асфалтирање на пат до село Суво Грло во вредност од 12,9 милиони денари, кои што се разбира со подобрување на временските услови ќе се асфалтираат, и направените улици во село Врсаково во вредност од 7,1 милиони денари. Со следниот прилог одиме во Виница. Со владина поддршка ќе се реконструира училиштето Гоце Делчев. Градежните зафати за замена на дрвената столарија започнуваат за време на зимскиот распуст. Ќе се менува екстериерот на основното училиште Гоце Делчев во Виница. Училиштето е дел од владиниот проект за инвестиции во образованието. Од почетокот на декември директорот Ѓоргиев го потпиша договорот за замена на дрвената столарија. Со овој проект е планирана комплетна замена на дрвената столарија во училиштето, со што очекуваме од наредната 2016 година да имаме поголема заштита на електрична енергија и заштита на огромно дрво во училиштето. Замената на 5-децениските стари прозорци кои се града слика на училиштето се само една од мерките за енергетски ефикасна училишна институција, но се очекува реализација на уште два битни проекти кои ќе овозможат комплетна заштита и поквалитетни услови за учениците. За наредната 2016 година очекуваме одобрување уште на два значајни проекти за нашето училиште, и тоа промена на кровот и кровната конструкција и поставување на термоизолациона фасада, која исто така ќе биде од големо значење за заштита на енергија за нашето училиште. Во изминативе неколку месеци беше комплетно реконструирана и наставничката канцеларија, а преку волонтерот на мировниот корпус обезбедена е и нова техничка опрема за училиштето. Во дневникот минути за најмалите, детските градинки деновиве се со богата празнична програма. Така и во Штипската детска градинка Стибо, каде освен овогодишни случувања, денес има уште еден повод да бидат задоволни. Оваа градинка по трет пат го доби зеленото знаме како доказ за еколошките активности во текот на годината. Резултат на многобројните еколошки проекти кои во изминатава година ги реализираа раководството, вработените, но и дечињата во детската градинка Астибо, повторно е добивање на зеленото знаме. Веќе неколку години оваа штипска детска установа е дел од светското еколошко семејство, но тоа што уште еднаш го добиваат еколошкото знаме ја докажува посветеноста за реализирање на сите проекти. За да го добиете, треба да изработите многу помали проектчиња кои што се поврзани за да може да аплицирате да го добиете зеленото знаме. И многу често знам да кажем дека е баш како влез во Европска унија, полесно можеби ни беше таму да стигнеме отколку да го добиеме зеленото знаме. И затоа сакам сега да истакнам голема благодарност до сите вработени кои што зема учество во овој проект, за изработување на сите овие проекти. Реализираните проекти поврзани со екологијата се однесуваат на одредени инфраструктурни измени на објектите на градинката, обуки за вработените, но пред се на воспитанието на децата во областа на екологијата. Рециклирање на отпадот, изградивме бунар за техничка вода, ставивме соларна енергија на сите 4 клона, садивме детски градини во детските градинки, користевме еколошки средства и хартија за изработка на реквизити или материјали потребни за градинката. Децата добива едукација, правевме работилници со родителите, исто така едукација за селектирање на отпадот во посебни корпи, заеднички проекти со општината, со јавните претпријатија за паркови и зеленило. Сите овие проекти допринесоа зеленото знаме да остане во трајна вредност на детската градинка Стибо од Штип.
Вчера попладне во СВР Штип 56 годишниот МТ од Штип пријавил дека претходниот ден околу 11 часот неговата 19 годишна ќерка излегла од својот дом и не се вратила дома. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на лицето. Во последните 4 дена две малолетни девојчиња од Штип и од Виница беа пријавени како исчезнати, но до денес и двете се вратени дома. Во Крими билтенот информираме и за едно разбојништво кое се случи вчера во село Бели Кочанско, каде 3 непознати лица нападнале жител на селото, нанесувајќи му повреди на целото тело и од него украле 6500 денари. Полицијата трага по сторителите. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ во Штип и годинава ја продолжува традицијата на посети и дарување на децата, кои овие предпразнични денови се на лекување во клиничката болница во Штип. И оваа година Унијата на жени од ВМРО ДПМНЕ не го заборавија детското оделение на клиничката болница во Штип. Традиционално ги посетија дечињата кои се хоспитализирани на ова оделение, за да им ги честитаат новогодишните и божикните празници со желба за побрзо оздравување. Ова се празници кога семејствата се собираат заедно, сите и ги пречекуваат. За жал, овие дечиња можеби ќе мора и овде да ги поминат празниците, но сепак барем еден мал поклон, мал подарок би представувало радост на овие дечиња и да им го олесни едноставно престојот овде во болницата. Изразуваме благодарност до персоналот, до началничката докторка Марина Гацова, до директорката Елизабета Папарова, што еве и овој пат се наши добри домаќини не примаат за да може да ги посетиме дечињата. Персоналот на детското оделение на клиничката болница Штип ја поздравија посетата на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Навистина ни е драго, бидејќи ова веќе станува и традиција. Голема благодарност од дечињата кои се во моментот хоспитализирани на детското оделение до сите оние кои во овие предпразнични денови се сетија на нив и со пригодни поклони и се обидуваат да им ги разубават овие предпразнични денови. Со подароци и пакетчиња, деновиве детското оделение во клиничката болница во Штип го посетуваат разни здруженија и компании со цел децата со здравствени проблеми да почувствуваат дел од празничната магија. Францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев изјави дека полицијата минатата недела спречила терористички напад на џихадистите во близина на Орлеан во централниот дел на земјата. Тој прецизира дека цел на планираниот напад биле војници, полиција и државни представници, а при тоа биле уапсени двајца француски државјани на возраст од 20 и 24 години. Тие биле во врска со француски милитанти во Сирија. Казнев додаде дека од 2013 година во Франција биле спречени 10 терористички напади. Во нападите на 13 ноември во Париз беа убиени 130 луѓе. Тоа беше најголем терористички напад во историјата на Франција. Кинеските спасувачи извлекоа две лица кои минале околу 70 часа под урнатините во областа на големото свлечиште во јужниот кинески град Шенжен. Претходно кинеска агенција јави дека било спасено 19-годишно момче кое минало 67 часа под урнатините. Спасувачката операција за пронаоѓање на 70 исчезнати лица во регионот на свлечиштето, кое се случи во неделата, продолжува. Локалните власти им обезбедија привремени престојувалишта на 600 лица, а уште 900 лица се евакуираат поради безбедносни причини. Полскиот парламент усвои синоќа спорни законски мерки кои ја уредуваат дејноста на Уставниот суд. Законските мерки беа усвоени со 235 гласови за, наспроти 181 против во долниот дом на парламентот по жестока дебата. Полска е подложена на се посилни критики на меѓународен и внатрешен план заради обидите да го неутрализира судот. Во изминатите седмици имаше големи улични протести на приврзниците на двете страни во спорот. Противниците тврдат дека действијата за воспоставување контрола над судот се напад врз демократските вредности на Полска.
2 порази и 1 победа е билансот на младинските екипи на кошаркарската екипа Баскет кам Рудник САС од Македонска Каменица во рамки на последните одиграни надпревари во младинска конкуренција. Победата ја обезбеди тимот на Баскет кам Рудник САС во конкуренција до 16 години. Оваа екипа ја совлада екипата на Јуниор Скопје со 98-67. Поразени беа машката екипа во М14 од тимот на Ролинг со 70-30, како и девојчињата кои изгубија на домашен терен од тимот на Бадел со 59-26. Овој викенд продолжуваат надпреварите во конкуренција за момчиња до 16 години. Во ова надпреварување тимот на Баскеткам му гостува на тимот на Водносанс. Во пресред на Европското првенство ЕХФ направи профил за највлијателните ракометари на секоја репрезентација, која ќе настапи на Европското првенство. Под насловот Кирил Лазаров, ног на мора за секој голман, ЕХФ имаше осврат на главните карактеристики на репрезентативниот десен бек. За неговите достигнувања и успеси говореа Звонко Шундовски, Стевче Алушевски и Лино Червар. Тој е идол, пример како еден ракометар треба да изгледа. Лазаров е најголемото ракометно име кое сум го тренирал. Не сакам да споменувам играчи, бидејќи ракометот е тимски спорт, но Кирил е исклучок од ова правило, истакна Лино Червар. Агенцијата за млади и спорт денес ќе одржи манифестацијата Спортист на годината во Македонија за 2015 година, а веќе се објавени номинираните за престижното признание. Во прв план се категориите Спортист и Спортистка на годината, каде има по 5 номинирани кои ја одбележаа оваа година. За Спортисти на годината се номинирани Евгений Попацев, Игор Стефановски, Мартин Несторовски, Димитар Ѓоргиев и Дејан Недев. За спортистки на годината се номинирани Анастасија Богдановска, Наташа Андонова, Стефани Тодорова, Наташа Стефановска и Лина Ѓорчевска. Во останатите категории ќе се бира млад спортист и млада спортистка на годината, најуспешен спортист на лица со инвалидитет, најуспешен селектор, најуспешен машки национален тим и најуспешна репрезентација. Ова е се во Дневникот во 16:30. Ви благодариме на вниманието. Второто издание на Дневникот е во 20 часот.